памтиш што се поминало ни сезониве порано пред ја да дојдам во агент? Го не памтам, јас сум слон бе. Памтам све. Може да ги наброиш поред предпоставам како си фрик. Кој се не дојде? Министри, обични политичари, активисти, борци за човечки права, спортисти, актери, музичари, Пере Нокаут. И Пере Нокаут беше. Врвот сте на се. озбилна продукција биле. Ама џабе ќе ти изборам, саш да видиш. Измонтирав едно видевце така да покажеме што се случувало во Агента 21 пред да дојде Тони Михајловски. Ој да видиме што се случувало во агента пред да дојде Тони Михајловски. Пушта и биоскопо. Барселона, иако е град на море, иако ги имаат решено, да кажеме, изградите во како баклава се направени, за да може што полесно воздухот од морето да влегува. Тоа што во Скопје е утнато на времето со градски зид да не дозволат воздухот од Бога влегува да го и да струи, да поминува него, по улиците и да го чисти. Они имаат направено и 4 филтри огромни ставени, значи од сите страни на Барселона, да може тој загадениот воздух да го прочистува и покрај, значи вако, пошто знаеме дека е многу фреквентен град е исто Барселона, има многу слетувања, полетувања, имаат огромни бродоградилишта, едни од најголемите во светот и има големи загадувања, меѓутоа тие работи некако ги... Не е битно кој од која партија доаѓа, од која партија доаѓа. Јас од која партија се градоначалниците. Во сите општини живеат граѓани, тоа е најбитното. Треба да им дадеме добра услуга, треба да ги научиме да ги намалат количините на отпад, да селектираат, да помогнат, да рециклираат кај што можат. Значи, и сега почна и другите градови. За дното на Охридското езеро збориме за 10 години од сега, значи 2031 година. Проценката е дека ќе остане без кислород, што значи дека оној жив свет кој што... Тоа катастрофа. Тоа почна катастрофа. Да. Збориме за 10 години од сега, не збориме за 10 На века. професоре, каде би се капел побргу? Во Дрин или во Охридското езеро? Во Светинал. Но таму е забрането. Таму па уште За среќа. за среќа и за среќа што се уште постојат умни луѓе кои што не дозволуваат возење со моторни чамци во тој дел. Бидејќи 1 литар масло загадува отприлика околу 1 милион литри вода. Предноста на Охрид е тоа што нема толку земјоделие, но има индустрија и има голем наплив на туристи, а од друга страна Преспа има проблем со земјоделието, со прекумерна употреба на пестициди, прекумерна употреба на вештачки ѓубрива, со внесување на големи количини на органски материи, отпадни и така натаму. И нешто што е во овој момент многу битно, недостаток, значи драматично намалување на нивото на водата. Тоа е еден сад како Инка, од кој што во овој момент постојат неофицијални податоци дека во регионот на Ресен има над 3000 приватни бунари. Вау. Тоа значи буквално цицате водата од Преспанското езеро и таа полека но сигурно Така е. се намалува. Ја не би сакал да бидам градоначалник. Мислам дека на секој човек треба да му е подчеста да биде градоначалник во Македонија, бидејќи кога ќе видиш луѓе кои те гласаат, а во исто време не се бунат кога ќе им стават бетонска зграда во неговиот парк. Кога ќе видат дека училиштата се преполни со деца, кога ќе видиш дека си Кога ќе го снема тревникот пред зградата. Така да не е некоја голема чест и предизвик да бидеш градоначалник во Скопје или во Македонија и сите да викаат дека си лажго, комшија и така натака, а да бидеш, не знам, ние сме главен град на држава, 5 години немаме една добра концертна сала. Пред 20 на години во Загреб. И тоа пред 20 на години, што мислиш сега како? А цел град, како во црква, оние што се за големи, за да свеќа да се ставиш. Овие се направени исто така, на секој чекот, со песок и опушокот. Да си го ставиш. Тамо го ставаш и си продолжуваш. Да. Потоа некој ги собира. Или го менува песокот. Функционира. Пред 20 години реков, гледа колку едноставна идеја, колку функционална. Инаку ние... Абе, на Нов Зеланд забранија пушење, дечки. Така е. Нема пушење ни на отворено, ни дома. Знаеш како, јас сум пушач. И на времето кога почна законот за да не се пуши во затворени простори, тоа ми беше нешто страшно. Сега, кога свириме во некои места каде што се пуши, Ти пречи. не само што ми пречи, туку се чудам како
сме можеле Да, на времето да... така е, да Цел живот функционира. не ни пречело никога. Не, Па види, генерално, мојата генерација и некој така тука негде плюс минус 2-3 години и помлади од мене 2-3 години, некако сме свесни во врска со целата ситуација што ни се дешава во поглед на тој еколошки план за заштитување на животната средина. Еве зелено си облечен на пример. А зелено Немој да ми кажеш дека е случајно. Јас знам дека не е случајно и зелената апликацијичка на пати. да. Муабри се моите. беше- Се мора. Добро, ти си олдскул, е суперстар. Да. Муабетот ми беше дека не знам ние како уште од да речам уште од деца некако па на тие екскурзии кога идевме и кога не носеа на некои збиднувања, па имавме нели оние како генерално сите да се собереме у школу па да го чистиме школскиот Да, двор. тоа дури и ние го имавме. Да. Па некако сме посвесни да речеме во тој план и генерацијава моја стварно ме изненадува во многу наврати, на пример. Тако. Ете тоа се случува на пример ќе седнат у парк ќе пијат вино на пример или било што, не мора да е вино, знаеш, така се дружиме, мислам така сме се дружеле ние како тинејџери. Ќе си го соберат ѓубрето, дали било фестивал, дали било седење на клупа, дали било висење негде, мислам дека почнува од таму, а завршува на поголемо ниво. Да, селектирам да ти кажам. Органско ѓубре од храна една кеса, пластика и од друга кеса и пластични шишиња во трета кеса и на крај во истиот контейнер ги фрлам. Така, тоа е еден од проблемите. Да. Јас го фрлам од каде што треба. Никогаш не сум фрлил така нешто, било што да е. Така ми е некако, не знам. Да знаеш дека една од И дознав една многу интересна работа, не знам кој колега ми кажа, да јас имав навика да фрлам мастика. Вика, не ја фрлај мастиката, зашто вика 2 милиона години треба да се размножи. не само тоа, туку умирале гулабите, они овако и да. се им Да. запушувале. И од тогаш не фрлам веќе. Тоа е воспитување уште од детство, кога имав една цифрена бројка. Мајка ми ме воспита до тој степен да ако оставам упалено светло во тоалет и си легнам во кријето, она ме будеше за да го угасам и да си легнам. Тоа е едно од тие мали Така да, работи тоа што се- не ги правиме, ништо не ни значи да не ги правиме. Да, не ги правиме, меѓутоа сепак мислиме дека е до воспитувањето и баш поради тоа, пошто кај мајка ми пред зграда има такви контейнери, ја во принцип толку колку што имам, пластика, стакло, носам кај неза и некако тоа е незината Колку одговорност. сте далеку? Многу сме близко. А близко сте, па добро. Многу сме близко, на 5 минути пешки. Добро, значи свеста е развиена. Значи не те научивме ние од агенда сега, имало некој што те воспитал, што те научил. Да, фала тоа Богу го што е нема така. Кога би бил градоначалник, а според мене градоначалник на Скопје е многу сериозна функција и многу одговорна. Искрено да ви кажам, дури и некој да ми понуди да бидам градоначалник, добро би се замислил дали сум подготвен да можам да одговорам на таа задача. Да, тоа е типично професорски. Сериозно е, сериозни проблеми имаме во Скопје. И несериозно е пак да се ветува дека за еден мандат дека тоа може тие да се разрешат и одеднаш од едно сивило да преидеме во Цветна некоја градина, розева, да. да, во цветна градина. Тоа е невозможно, да не се лажеме и никој тоа не може да го направи. Така. Меѓутоа, она што би си го поставил како приоритет е да тргнеме по вистинскиот пат. Целта е секогаш се поместува напред. Целта всушност и не би требало некогаш да достигнеме, затоа што тогаш нема да има напредок, но барем да тргнеме по вистинскиот пат. Скопје го изгуби компасот. Скопје е хаотичен град. Со децении. И она што би се обидел прво да направам некаква стратегија, некаков план по кој што би тргнале да одиме, да се насочиме, секако тука во прв ред доаѓа квалитетот на живењето, намалување на загадувањето, тоа е горлива тема, страшно опасна за сите нас. Да. Враќање на некои вредности кои сме ги имале во минатото. Секогаш носталгичните слики се со розова боја премачкани. Тоа во секој случај важи, меѓутоа секој нов период си носи нови предизвици, нови квалитети, нови барања, но да се обидеме она што било навистина добро и вредност на овој наш град, да го повратиме и да го заживееме. Да се градбата да се регулира колку што е можно, да не се зафаќаат нови територии
Она што ме загрижува е тоа што како да инженерството изгуби идеја. Така е. Како да единствена идеја ни е создавање на спални соби. И тука застанав. Како да нема идеја да создадеме некои заеднички простори со кои што ќе се гордееме, во кои ќе уживаме, кои што многу повеќе ќе значат за нашиот живот и квалитет на живење отколку тоа дали ќе имаме стан во центар на Скопје, во Дебармао, во Буњаковец, Карпош, било каде, не е важно. Впрочем, квалитетот на животот е далеку од тоа да бидеме затворени во стамбен простор и да ќариме некој квадрат кус од тераса, од нешто слично, од скали, да ги намалиме скалите и слично. При тоа, губејќи страшно време во барање паркинг, бидејќи немаме соодветно паркирање и ред други работи. Значи, би се обидел да направам некаква стратегија во која што би требало градот да се движи. Една секвенца таму на YouTube можеш да ја најдеш. Дури се мајтапеа со мене и ми е многу драго што баш тој дел го извадија, знаеш кој ќе ти извадат, сакајќи да извадат од контекст. Уствари не знаат дека ти прават услуга. Ја кажав дека Скопје ќе го исчистам и ќе го направам да блешти. И они го извадиле тука, го скратиле, ќе го исчистам и има да блешти. 2008 или 2009 година бевме во Хамбург, во Камп Нагел, таму требаше да спремаме голема представа и нормално бевме сместени во еден хотел во Репарбан. Да. Нормално голема екипа, бевме над 50 на луѓе, можда и повише со све техника, па со шофери, пошто бевме 2 автобуса. И за чудо, големо, недела беше, излегов, требаше да купам нешто, немаше ништо отворено. И случајно шетав во населбата и видов еден маркет каде што јас во тоа време не знаев дека постојат такви машини за рециклирање на шишиња, на пластични, на лименки. И у моментов видов машината, луѓето си ставаа со торби и од тоа ваѓаа купон. И мене ми падна жетонот. Значи со еден куршум можам два зајака да си овакво. Реков и ќе одам таму во хотелот, кај што колегите мои сакаат кога се слободни помалку да пиуцкаат. Добро. Да. И мене ми текна, реков ќе одам во хотелот, нема да им кажам што се дешава, меѓутоа ќе ги чистам собите, ќе ги собирам сите шишиња. И јас бев прогласен како најеколошкиот глумец. Гостин во хотелот. Додека после една недела еден колега мој случајно ме виде со торби и јас става по тоа машината. Јас секој ден пиев виски. Добро. И се чудеа, сега дневници сите имавме исти. Не можеа да стигнат за ја секој ден да си земаш виски, пошто требаше. Ти си нашол секој џоб бе. Цело време колегите, Адриан, алал да ти е, чистиш, ама зошто го правиш ова има овде чистачки, ја реков, па срамота да не зборат, у Германија сме дошли овде, ќе не зборат, зошто... А чеки си чистил во Германија, рециклираш дома? Да, рециклирам. Да не ме сватат погрешно вака луѓево, ова е мое лично мислење зашто ми носи најголема тежина и логика. Кога можеме кравиве да ги убиваме за да ги јадеме, барем кожата на кравата да ја искористиме за да се направи мантил кожен од кожава на кравава, што не мора да се третира никако хемиски. Ја мислам дека тоа само Леди Гага би го носила. Па не и за чевли зборам. Јас се вратив од Холандија за да помогнам. Јас се вратив од Холандија зашто Македонија ми е татковина, тука израснав фамилија. Ти ќе направиш мој воздух во Холандија, исто така не функционираш. Тамо си работа во booking.com со хотел, супер. Значи плата милина. Софтверска работа твоја. Батали све, реков, јас ке се вратам, сакам да сменам. Не бидејќи јас ке имам лична корист, тоа што се лажам, ке имам лична корист, ке дишам чист воздух тука. Ке бидам меѓу роднините и фамилијата и пријателите. Ама не излезе така. Полека. Не е лош. Не е лош. Не, еве секоја чест. Секоја чест. Сакаш ли јас тебе сега да ти пуштам едно видевце од како дојдов јас, што се случува? Какво видевце? Па да јас измонтирав едно такво мало, како да кажеме, еден таков краток пич. Видео пич у кој што би презентирал што све се случуваше од како јас дојдов тука и дали знаеш колку прегледи имаме на едно видео? Јас и ти што сме го снимале. Колку? 1 милион. Мислам скоро 1 милион е, сега да не се приглачиме за... Чек. Милион. Милион. Па ние сме 1,5 милиона. Па 1 милион го изгледале, значи, сваќаш? Колега,
Режија, пуштај да видиме што се случуваше во 4-та сезона на Агента. Милион. Кој ти е тебе омилено туристичко место у Охрид? Мене? Да. Дојран. Супер. А тебе? Што? Кој ти е тебе омилено туристичко место у Охрид? Струга. Струга? Зошто во Струга? Не знам. Изгледа ради песната е она. Која? Дрим тече среде струга, како струга нема друга. Да. Ептен ми е тоа за Струга. А ти Ептен го сакаш Дојран, а? Да, стар Дојран. А чекај, што има и нов? Има и нов, да. А далеку се еден од друг? Како не се далеку? 2 дена јавање. Јавање? И нема друг превоз, само коњи. Абе ти со сила се правиш будала или таков си роден? Не, па ти прв почна, 2 дена јавање. Нема, стварно не сум гледал дека има 2 Дојрана, човече. 3 Дојрана има. 3, ама. Нов Дојран, стар Дојран, Дојрани во Грција, а меѓу нив се распослало мое Сретено. Станувиш 4 по саат со бајле. Мрак. Само беласце се гледа силуетот. Ка се разделува, така горе с него гледаш на беласце. А Ѓолјо, езерото. Типси. Демек тепси ја работа. Разбрав. Типси. Станува 5 типол се разделува. Малку кучето низ дворо. Па одам на чорбичка у фуктак. Чорба ке се натепам и таа луканката зелена, има и бела луканка и зелена, ке се направам смрдеш таков со лук, одам на пазаро. Тоа не може, не сме ли жуј ново луко се осеќа. Здрав живот, така се врнам дома, си направам ручок. После ручок од 2-3 сата ке отспијам, се наспијање тера, таа убавина, тамо се наспијање тера. Вечерта може малку телевизијичка, може некој кандидат, ќе дојде да седа. Себе имаме ние, кабловска, сателитска, стварно, дива, таква, онаква. Тоа и негде кај 10 сата право ти кажам, капут. Ама од 4 по свањето, па нов, со нови снаги, уф, нови победи, одеме. Нема такво друго место. Нема. Браво. Значи, многу убаво раскажуваш. Многу. Ти знаеш што треба да направиш? Мислам дека треба да се обидеш, да напишеш книга некоја. Многу убаво раскажуваш. Знаеш дека сум размислувал на таа тема, пријателе? Па што не напишеш? Која све будала не напише книга? Ама па нема луѓето како да немаат време за читање книги. А во Дојран да те прашам, имаат ли бе како да кажем, нетрпеливост, кон одредена група на туристи, например, скопјани, конкретно. Не, скопјани си ги сакаме ние. Ние имаме нетрпеливост кон сите оние што фрлат ѓубре. На пато, на плажата, у парко, у Ѓолјо. У Ѓолјо најдеме. Ѓолјо е езерото, Да, казанчето цело со таа шипката. Црно-бело телевизорче тие малечки само го фрлиле. Све од техника. Нели имаш чувство као на секаде да идат на сите места да идат истите туристи, исто ѓубре, исти наобичаи? Да, ма јас имам решение за тоа. Какво решение имаш? Моето решение се вика ТЕП. Не можеш да ги тепаш туристите, како да ги тепаш? Па сега не се да ги тепам, а некој баш заслужува да ги тепа. ТЕП! Туристичка екополиција. Туристичка екополиција? У Купачи треба да бидат, валјда. Па сега кој на плажа нормално се укупачи, ама сега на купачите све наредено. Као униформа? Значката, пендракот, токи-вокито напред, све као што треба, фрчат казни по цела плажа, па после да видиш дали ќе фрлаат ѓубре у Ѓолјо. Ама нема сериозно да ги сватат, у купачи полицаец да ти дојде тука со токи-вокито на дводелни купачи. Да, уствари, види, ги изгледат као ние, нели имаше екополиција кај нас со точаци што беа со велосипедија. Луѓе мислеа дека се шведски туристи или дека се заскитени тркачи на Джиро д' Италија. Нека ти напише казна, ти после него сваќа ич сериозно. Да, ама не бе, многу е радикално полиција на плажа у купачи, стварно е радикално. Само со радикални мерки стигнуваме до промени. Кој го кажал ова? Јас. Сега, пред малку го смислив. Па феноменално. Така? Ти треба да се кандидираш за нешто, човече. Зашо се кандидираме? Немам време за тие глупости, имам други планови. Какви планови имаш? Па сакам конечно и јас да станам репер
за успех. Ба не, тоа така лесно сака ти, треба да изградиш куќа, треба да напишеш книга, треба да снимиш филм, да имаш своја емисија, да се бавиш со музика и треба да засадиш дрво. Кое дрво? Па било кое дрво. Ај натаму. Не ме прави така. Ај со мене, ај по дрво. Како? Зашто? Да купам дрво. А какво дрво ќе купиш? А чекај, друго ова книга, ова филм? Абе ништо не е тоа битно, сакам да купам прво дрво, мора од нешто се почне. Прво дрво. Ама многу е битно какво дрво ќе избереш, тоа исто треба. Баобаб, какво дрво ќе изберам? Баобаб. Абе даб, златен даб. Дубицу. Што е тоа дубицу? На кој јазик е тоа? На кумановски исто, даб, дубица се. Дубица се вика на кумановски. Вие кумановци дабо сте го направиле женско. Дубица? Дубица, што нема да чуеш па да вие кумановци? Ај пред мене дубицо, идемо по дрво. Ајде. Дубица. Дубица една. Долги години креирам тренчкоут, а тоа е еко тренчкоут и никогаш не сум искреирала со вистинско крзно, вистинска кожа или некои материјали кои што не се рециклираат. Сметам дека влијаам микро на светско ниво. Често самоволно ќе поминеме, нели, отпатуваме низ земја, натаму ќе видиме некој куп или едно друго и организираме одма ја и Панчо црните кеси. Сме имале неколку пати такво, нели, нашата чина е у тоа да дигнеме моралната свест на поголемата фела, на поголемата маса преку нашите социјални мрежи. Медиуми, обично идеите за сите тие работи, јас сум поише по работењето, идеите се негови, он е умото, ДНК. Така да хуманитарните и екоакциите се нешто што многу често го применуваме и се трудиме да дигнеме моралната свест, нели, оние што можат повеќе и имаат повеќе да допринесат повеќе за општеството. Така да. Една од најомилените акции кои ги имаме направено самоволно беше расчистување на еден поголема количина на шут, смет, како и да го именуваме, во Бардовци. Додека господинот живееше таму, а немаше по диагноза се уште. Да. И стварно макотрпна работа, се изгледаше на почеток, ај ова да го сликаме малце, да овде изчистиме, ама 2 сати плускавци, не сме научени на тоа. Така. Мислам, имаше лопати и такви работи. Имаше лопатарење? Да. Одма се испојави градоначалници и све, зема замав и ја зачистија целата таа долина долж реката Лепенец. Јас сум она како викаат дете од мајка и плюс дете од баба. И тие нашите постари генерации, они беа, ајде да речем, супер еко-френдли, нели, се враќаа стаклени амбалажи за млеко, за такви работи. Мене баба ми уште од мали нозе ме научи со торба да купувам. И нели ете тоа го практикува се одека нели не се сменија некои работи и сега повторно таа мода се враќа назад. Се имаше и други, нели, од јогурт што бе едни најлонски, па ги сеча, па сметките внатре ги чуваш, па се перат, се сушат. Не се фрлаше ништо туку така, зашто и дури и тие сите работи што да речеме на некој начин не беа еколошки, не беа лесно достапни до луѓето и они ги чуваа. Било што да е, садеа у конзерви, значи не се фрлаше ништо туку така како денес да купиш една кифла, да ставиш у кеса, да изеш и само да ја фрлиш. Такви кеси кои што се нели за оваа пригода многу добри и си имаме место каде што нели си фрламе дома ѓубре и се знае Стефан дека си го фрла ѓубрето и нели сега по ново 21 век имаме и за рециклирање на стакло, имаме и за пластик, имаме и за ѓубре и мислам дека е многу едноставно во денешно време човек да знае кој отпад каде треба да се фрли. Норма. И откако се оженив, многу повеќе го научив во момент, претходно татко ми малку беше поодговорен за тоа. И мислам не шала на страна за да се шегуваме во позитивна насока, меѓутоа порака до сите, читајте на оние кутии или што и да се, што пишува, едноставно е. Селектирај пластик и лименки или селектирај хартија. Мислам дека сите знаеме да читаме од прво, второ одделение. Се надевам да читаме. Се надевам. Да, се надевам. И да го трнеме оној момент на ме мрзи да прочитам, ај брат, чекај, фрли го стаклото, туку чекувај да стакло. Толку. Морам да нагласам дека човекот по својата биомаса, иако е само 0,01% во однос на останатиот растителен и животински свет, сепак некако мајсторски ни успева да загрозиме се живо и тоа во надпропорционални размери.
вклучувајќи го дури и сопствениот опстанок. Па од тука не постои легитимитет кој што ја оправдува човековата амбиција да загрозиме се друго што постои на планетата и самата природа е одржлива доколку се грижиме за неа. Тука доаѓаме до клучниот збор и вистинскиот одговор на твоето прашање. Грижата е таа која што треба да ни донесе чиста и здрава животна средина. Грижа наспроти индиферентност. И таа индиферентност не ја имаме за жал само во екологијата, туку ја имаме во сите сфери на нашето живење и свесни сме сите дека таа е таа која што не влече надолу и полека, но сигурно системски не убива. Европските земји кои што се понапред од нас на оваа тема имаат донесено нивни закони кои што ние тука почнуваме да ги имплементираме, кои што велат дека 90% од пластиката која што се конзумира, пластичните шишиња, вилушките, лажиците за еднократна употреба, мора да ја собираат. Да не заврши на депонија, таа да се собере за да се обработи. Зошто? Затоа што за производство на ново шише треба да користат ресурси од земјата. За да не ги трошиме ресурси во земјата кои што се ограничени, а многу народ живее на оваа земја, многу ресурси треба за нови производи пластични, треба да се собираат и од нив да се направат нови производи, да се рециклираат за да се заштитат ресурсите од земјата. Инаку пластиката ако заврши во природата или на депонија, таа се разложува и потоа преку почвата оди пак во ланецот на исхрана кој што пошто ние ја конзумираме храната, дали ќе заврши во морињата или во земјата, таа пак ќе ни се врати во ланецот на исхрана, затоа е подобро да не заврши на депонија. Ги има, ама во премногу бои. Не, не се премногу бои. Боите мора да се посебни. Знам, за полесно рециклирање на Така е, отпадот. полесно да го Финтата е селектираш во како мојот треба. мозок, што јас не можам да запомнам, која боја за кој отпад е, сваѓам. Многу едноставно. Многу е едноставно. Значи, сината си е за хартија, жолтата си е за пластика, за стакло си е зелена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Добро бе, зошто не се ослободиш од овој отпад? Зошто? Ова било отпад, пази што збориш. Ова за мене никогаш не знаеш кога може пак да ти притреба. Тоа е токсичен отпад. Ако може не изгледа така, ова е многу отровно. Сакаш да се јавам? Нула отпад. Што е тоа нула отпад? Тоа ти е компанија во Македонија која се грижи за електричен, електронски отпад и за батерии. Ти се јавуваш и они доаѓаат и ти собираат све. Све. 070 236 000. Ало, нула отпад. Здраво, јас сум Капко, Капка моторно масло. Мојата работа е да го одржувам моторот на вашиот автомобил во вистинска моторна форма. Но од кога ќе се истрошам и неправилно ќе бидам исфрлен, можам да направам голема катастрофа во природата. Замислете мене, една мала капка можам да ја загадам природата со години. Но за тоа имам решение. Ако правилно ме собирате мене и моите пријатели, како што ни информираат од Екофлуид, иако веќе сме истрошени масла, можеме да бидеме рециклирани и да станеме повторно корисни производи. Биди ин со природата во тим. А да те прашам нешто, мислам, све ова супер. Колку е тешко или колку е лесно да се најде спонзор за емисија за екологија? Многу е лесно. Нема спонзори. Браво. Значи растеретен си од проблеми. Да, ама има две фирми што се со нас од првиот ден. Пакомак и нула отпад. Браво. А за Пакомак имаме? Имаме. Песна, така? Сега, за нула отпад ќе направиме во следната емисија. Направена е, па ќе свириме во следната. Така да, ова сега прво една. Пакомак, Пакомак. Складираме, селектираме, па после рециклираме и ичне се секираме со Пакомак. Давај! Пакомак, Пакомак. Донираме, спонзорираме и малку едуцираме и ичне се секираме со Пакомак. Со Пакомак. Со Пакомак. Браво, колега. Ке те биде. Не ли? Има у мене потенцијал, само не знам да го искористам. Само коса да имаш. Здравје. Останете вие на фреквенција, драги мои, рециклирајте, селектирајте
Ви закажуваме средба следната недела. Агенда продолжува со својата работа и се надеваме дека ќе ја направиме нашата земја политички коректна. Позелена и посреќно место за живење. Се извинувам. Ќе абе не и јас. Да, идеш натам. За пакомак.